Понеделник 25 март, кратки вести во 12 часот. Невладината организација Lake Ohrid Heritage од Тирана, Албанија, на нивниот профил на Facebook објави фотографии од градежните активности на брегот на Охридското езеро од албанска страна кај тушемиште во непосредна близина на националниот парк Дрилон. Потенцираат дека изворите Дрилон ја губат својата оригиналност, има многу малку зеленило, додадени се железни мостови, водата е многу загадена, а во меѓувреме во тушемиште се изградени платформи кои се длабоко влезени во езерото. Наскоро во Поградец треба да пристигне наблюдувачката мисија на УНЕСКО. Инаку планот на албанскиот премиер Рама за изградба на пристаниште и шеталиште на целата крајбрежна зона од Дрилон до Тушемиште најде на силни критики од албанските, но и од македонските екологисти. Државната изборна комисија денеска ќе спроведе ждрепка за утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати за председател на Република Македонија. Изборната кампања започнува на 4 април. Активностите на учесниците на двојните избори за председател на 24 април и за пратеници на 8 мај се интензивираат. Најголемите политички партии ги презентираа програмите за парламентарните избори, а дел ги промовираа и носителите на листи за пратеници. Членовите на пливачкиот клуб Аква Спирит од Охрид имаа забележителен настап на меѓународниот пливачки митинг Делфин Куп во Скопје. Анастасија Цветановска, Ана Апостолова, Ведран Томчов и Милан Китевски има одлични настапи во дисциплините 50 метри слободно и 50 метри градно. Милан во силна конкуренција успеа да се искачи највисоко на пиедесталот, освојувајќи златен медал во апсолутна категорија на 50 метри градно, информираат од Аква Спирит. Времето денес променливо облачно со повремени сончеви периоди и услови за слаб локален дожд. Дува слаб до умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 13 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.